Председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, денеска на дневен ред имаме два предлог закони за задолжување на државата во меѓународни институции. Морам да се јавам процедурално и да го искоментирам сето ова што се случува, затоа што навредливо е тоа што во моменти кога не можете да обезбедите кворум за седници, а во меѓувреме вашите мегафони и партиски излегуваат во јавност и се жалат дека не поминува ништо во собрание, дека ВМРО ДПМН е кочничар на активностите кои што се случуваат во собрание, морам да го искоментирам фактот дека овие денешни закони кои што се на дневен ред доаѓаат во една многу лоша економска состојба. Економската состојба во државата е алармантна. Јавниот долг од 2017 година, кога СДСМ доаѓа на власт, е зголемен за 3 милиарди евра, односно за 600 милиони евра годишно. Имаме инфлација која што надминува 20%, а кај предхранбените надминува 30%. Додека инфлацијата во еврозоната е 10%. Лошите економски перформанси на владата ги гледаат меѓународните финансиски институции и банките и затоа задолжувањето со еврообрзница ќе биде исклучително скапо и со камата од 8%. Од причина што знаеме во каква состојба се наоѓа државата, од причина што знаеме дека она што го правите е се со една цел преживување на државата, принципиелно сме против задолжувањето, што само вие знаете да го направите, значи без одредени мерки и визија за продолжување натаму, затоа што цената на крајот ќе ја платат граѓаните, затоа што може да се доведе во ризик и обезбедувањето на пензија, исплатата на плати, студентскиот стандард и сите оние реакции кои што ги имаат граѓаните. За денешните задолжувања од 550 милиони евра и самата влада знае дека се недоволни. Меѓутоа, во интерес на граѓаните, сочувствувајќи со неиздржливата состојба во која што не втурна владата, гледајќи дека државата ја водите во банкрот, а воедно и демантирајќи ја тезата дека ВМРО ДПМН се кочничари и ги бойкотираат законите со кои што се во интерес на граѓаните, ви информираме дека ВМРО ДПМН ќе биде присутно за овие закони, затоа што Меѓународниот монетарен фонд и Светска банка ќе го контролираат трошењето на јавните пари и нема да дозволат владата да краде како до сега, а граѓаните ќе имаат одредени финансиски средства за да не отиде државата во банкрот.